Од 30 ноември годинава почна да важи безвизниот режим за влез во Кина за македонските граѓани и граѓаните на 8 други држави: Бугарија, Романија, Малта, Хрватска, Црна Гора, Естонија, Латвија и Јапонија. Укинувањето на визите се однесува за престој во Кина до 30 дена. Станува збор за многу важна стратешка и дипломатска политика на Кина од аспект што сите држави се претежно европски, објаснува Ана Крстиновска од истражувачката организација Естима. Одлука која што воопшто не ги чини ништо, меѓутоа може потенцијално да им донесе многу придобивки. Па не мислам дека било што прави Кина во поглед на јавните политики е наивно. Кина има навистина сериозни ресурси да вложи во осмислувањето на нејзината надворешна политика кон сите држави во светот, вклучително и кон маличките држави како што е Македонија. Одлуката има за цел да го поттикне и туризмот. Тоа може да донесе интензивирање на економските контакти, односно посета на бизнисмени, поттикнување на инвестиции и поголема трговска размена, објаснува Крстиновска. Имајќи предвид дека повеќето европски држави се обидуваат на некој начин да се раздвојат или да ја намалат економската зависност од Кина, ваквата одлука всушност и помага на Кина да се заштити на некој начин од тоа економско раздвојување, односно да придонесе кон натамошно интензивирање на економските врски и односи со повеќето европски држави. Со одлуката за безвизно патување, Кина нема да ја замени Европската унија, ниту пак НАТО како воено-безбедносен партнер на регионот, смета Маријан Ѓуровски, универзитетски професор по безбедност. Целта на кинеската пропаганда е различна од руската и турската и реално Кина користи меки форми на моќ на влијание, како што е стимулацијата, поддршка и реално еден од обидите на меката моќ на влијание е токму безвизната можност на влез на македонските граѓани. Според него, Пекинг нема да влезе во отворена конфронтација за регионот, но затоа ќе продолжи да ги користи финансиските и економски лостови за да го зголемува своето влијание. Сметам дека Кина представува и дава еден системски предизвик за меѓународниот поредок, заснован на правила и за безбедноста на алијансата, и оттука треба да се следи кинеското влијание, но не представува истото голем безбедносен ризик во моментот. Станува збор за трет бран на држави кон кои Кина ја ослободува визната политика, но за патување во сите овие држави потребни се визи за кинеските државјани. И самиот факт што Кина покажува на некој начин добра волја, односно унилатерално ги укинува визите за граѓаните на овие држави, би ги поттикнало креаторите на политики да размислуваат за повратно укинување на визите кон Кина, односно тоа е она на што смета Кина и што би било исто така во нејзина корист. Северна Македонија е единствената од регионот на Западен Балкан која се уште има визен режим за Кина. Што значи дека ние сме ставени исто така во ситуација да размислиме за одлуката за воведување визи кон Кина и во таа смисла нашата визна политика е целосно усогласена со визната политика на Европската унија. Одлуката може да биде и во корист на Северна Македонија, ако се однесува на обете држави. Ако е билатерално, тоа е добро за туризам. Ако е за само војна насока, само за македонските граѓани, во тој случај тоа ќе помогне само за оние бизнисмени кои имаат бизнис со кинески партнери. Ваквата одлука на Кина доаѓа во време на актуелните глобални случувања и борба за подобро позиционирање во светскиот поредок. Официјален Пекинг ваквиот потек го образложува со цел поттикнување на туризмот и деловните патувања, како и заживување на економијата. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.